Во текот на оваа година се реализира масовен упис на инфраструктурни објекти во катастарот на недвижности на Република Македонија, информираше директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески. Во 2013 година беа создадени законските, а во 2014 техничките услови за запишување на објекти во така наречениот инфраструктурен катастар, посочи Трпески. Сите нови инфраструктури што сега се проектираат и се градат, по автоматизам и се запишуваат во катастарот, додека сета она постојна инфраструктура баш оваа година започна еден огромен премер. Само да подсетам, Ева на Македонија распиша тендер од 2 милиони евра за премер на целокупната своја инфраструктура. Исто така македонскиот Телеком Чинам околу 1 милион евра распиша тендер за премер на неговата инфраструктура. Истото се очекува во најскоро време и од МЕПСО, како голем оператор на електрична енергија, и од сите водоводни предпријатија секаде низ Македонија. Се евидентираат оптички и бакарни кабли за принос на електрична енергија, гасоводи, водоводи, канализациони мрежи, трафостаници, базни станици, антени и други инфраструктурни објекти. Уписот на овие објекти 100% треба да биде завршен до 2019 година. Проектот е во една напредна фаза. Согласно роковите, компаниите мораат до април 2017 година 40% од својата инфраструктура да ја запишат во катастарот, а до април 2019 година целокупната својата инфраструктура да ја запишат во катастарот. Мора да се разбереме дека станува збор за стотици милиони километри инфраструктури што треба да се премерат. Збориме за целокупната инфраструктура во делот на електричната енергија, целокупната инфраструктура во делот на телекомуникациите, гасоводните мрежи, водоводните мрежи, патиштата. Значи збориме за огромни километри инфраструктури што најнапред мора да се премерат, а потоа и да се донесат решенија за легализација и запишат во катастарот. Надлежните потенцираат дека придобивките од инфраструктурниот катастар се огромни, бидејќи преку овој катастар достапни се информациите за искористеноста на просторот, се намалуваат и оштетувањата на подземната инфраструктура, а и компаниите со уписот стекнуваат сопственост над истата инфраструктура.